Кога се градел првиот мост, првата куќа, првиот пат, луѓето се воделе од интуиција, искуство и потреба. Но, како што се развивала цивилизацијата, така се појавила и потребата за правила, за ред, за мерки. Тука почнува историјата на стандардизацијата. Во градежништвото, таа историја е тесно поврзана со историјата на урбанизацијата и индустриската револуција. Првите обиди за стандарди биле поврзани со големините на тулите, димензии на дрвените греди, составот на малтерите, па се до денес, до носивоста на челичните конструкции и бетонските елементи. Во Југославија, а подоцна и во независна Македонија, стандардизацијата добива институционална рамка. Во 1947 година, во рамки на Југославија, се поставени темелите на денешниот институт за стандардизација, која ја започнува систематизацијата на нормите, особено во градежништвото, сектор кој бил двигател на обновата и развојот по Втората светска војна. Големите градежни компании како Гранит, Бетон, Илинден, Пелагонија, Маврово работеле на проекти со огромен обем и значење. А за да се гради сигурно, трајно и квалитетно, морало да се гради според стандарди. Во тоа време, стандардите се прифаќале и имплементирале според тогашните југласници и технички прописи. Секој нов мост, хидроцентрала или објект представувал ново знаење и ново правило кое требало да се запише и пренесе понатаму. Со осамостојувањето на Македонија се поставуваат нови основи на националната стандардизација. Во 1996 година се формира Институтот за стандардизација на Република Македонија, ИСРМ, кој денес е носител на процесот на усогласување со европските и меѓународните стандарди. Денес, кога зборуваме за градежни стандарди, не зборуваме само за дебелини на зидови и цврстина на бетон. Зборуваме и за енергетска ефикасност, отпорност на земјотреси, безбедност при работа, заштита на животната средина и дигитализација преку BIM системи. Градежништвото е дисциплина, знаење и континуитет. Стандардите се темел во градежништвото. Без стандарди нема доверба. Без доверба нема напредок. Традицијата за стандардизацијата е подолга, датира уште од бивша Југославија. Стандардизацијата постоела како сектор во Министерството за стопанство, подоцна преминува во Бирото за метрологија и стандардизација како сектор, за конечно во 2003 година со одлука на владата и донесување на Законот за стандардизација да се основа институтот како посебно национално тело за стандардизација во државата. Институтот за стандардизација е членка во повеќе меѓународни и европски организации. Значи, од 1995 година е членка во Меѓународната организација за стандардизација ИСО, во ИЕЦ е асоцијативна членка, во ЦЕН и ЦЕНЕЛЕК сме полноправни членки од 2003 година, во ЕЦСИ сме признаени како национално тело за стандардизација. Нашите експерти со нашето членство во овие организации имаат можност да учествуваат во изготвувањето на овие стандарди на европско и меѓународно ниво. Има голема свесност кај градежните компании за стандардизацијата. Во институтот во моментов имаме 7 технички комитети од областа на градежништво, топлински карактеристики на објекти, комитет за геотехника, комитет за заштита од пожар, имаме комитет за информатиско моделирање на градби, BIM, комитет за патишта и сообраќај, материјали, опрема и сигнализација на патишта, бетон и производи од бетон и зидарија, и еврокодови и нивните анекси национални. Институтот за стандардизација се грижи да има правична застапеност на институциите во самите технички комитети. Во техничките комитети членуваат представници од индустријата,
членуваат представници од високообразовните институции, членуваат представници од сертификацијски инспекцијски тела, тоа се институции кои што ги применуваат стандардите, членуваат од јавната управа, значи од министерствата, од јавните установи и слично. 45 институции членуваат во овие комитети и имаме 75 експерти и од прилика околу 5500 национални стандарди се усвоени од областа на градежништвото. Стандардите генерално се измислени за да обезбедат некоја ниво на сигурност, стабилност и безбедност за конструкциите, објектите кои граѓаните ги користат. Значи, тоа се минимум критериумите што мора да се задоволат и исполнат за да бидете ви убедени дека можете непречено и сигурно да ја користите таа конструкција. Од тука значењето нивно е огромно и голем. Самата наша професија е регулирана професија, токму поради таа причина што има голем импакт врз животите на граѓанството, да кажам, и на луѓето, а стандардите се на одбрана на таа сигурност, безбедност. Стандардите се документи, прописи или постапки со кои што се осигуруваме дека нештото е направено квалитетно и по некакви правила. Имплементирањето на стандардите може да го разгледуваме во 3 фази. Прва фаза е инвестиција на стандардот. Инвестираме не само во стандардот, туку инвестираме и во опрема која што ќе ги исполнува критериумите кои што ги бара стандардот. Меѓутоа, тука е многу битна инвестицијата во кадарот, обука на кадарот, затоа што мора да бидеме сигурни дека кадарот кој што ќе ги имплементира тие стандарди ќе биде компетентен за да го спроведе дадениот стандард. Втората фаза е фаза на надградба. Во оваа фаза, всушност, доаѓа до надградба на процедурите за ракување и менеджмент со ресурсите за опремата, значи тука се вклучуваат процедури дека е потребно да се вршат меѓупроверки на опремата, калибрирање на опрема. Меѓутоа, оваа фаза е многу битна и за надградба на техничките документи кои што се во проектите, бидејќи тоа е многу битно да добиеме усогласени спецификации во кои што барањата и критериумите за квалитет во спецификациите ќе бидат усогласени со барањата на стандардот. И третата фаза е онаа фаза која што е најбитна од се, е примена на стандардот и живење на стандардот. За оваа фаза, значи, клучни се претходните фази, меѓутоа доколку тој стандардот не живее и не се имплементира, тогаш за џабе претходно се сме направиле, доколку тоа нема практична примена. Затоа во оваа фаза најбитно е да бидат самите спецификации усогласени и веќе да се врши примена на стандардот широко во дејноста. Нашата компанија Granit е лидер во нашава околина и во земјата, значи во странство, и работата до сегашното искуство на работа на проекти во странство не збогатила со големо искуство кое што нашите колеги го донеле тука и запознаени сме со многу стандарди, со значењето на стандардите, на спецификациите и секогаш главна цел на Granit била да тежне да работи по стандарди и по спецификации. Во однос на менаџирањето со документацијата имаме имплементирано меѓународниот стандард ISO 9001. Меѓутоа, она што сакам да кажам е нашата посветеност и за заштита на животната средина и за безбедноста и здравјето на работата на луѓето кои што работат во нашата компанија, така да имаме дополнително сертификати за менеджмент со животната средина ISO 14001 и секако стандардот за безбедност и здравје при работа. На почетокот беше 18001, меѓутоа сега е мигриран во 45001. Кога се изгласа законот за градежни производи, значи нашата компанија направи сертифицирање на сите производни погони, без разлика дали стана збор за каменоломи, асфалтни бази, бетонски бази, согласно спецификациите кои што нели се бараат, така да во тој поглед ни е сертифицирано производството. И минатата година за компетентност на лабораторијата го имплементиравме стандардот ISO 17025, со што може гордо да се похвалим дека нашата лабораторија е акредитирана за методите за кои што ги испитуваме и за кои што се го потврдуваме квалитетот на дадени позиции. Македонските градежници знаат
Македонските градежници можат. Градиме да трае. Стандардизацијата воопшто е важна за секој производен процес, така и за нашата компанија. Ги следиме стандардите од техничката природа кои се поврзани со предметот на нашето производство и работење, а тоа е пред се градежните материјали и нивните компоненти. Компанијата Адинг пред се занимава со производство на некои специфични материјали кои наоѓаат примена во градежништвото. Тие материјали се дефинирани, значи со одредена група на стандарди и истите мораме, значи како производител да ги испочитуваме. Производите кои ние ги произведуваме се сертифицирани во согласно со соодветните европски норми, конкретно адитивите за бетон има една група на норми кои мора да се задоволат. Производите за санација и за заштита на конструкциите имаат некоја друга група на сертификати, за противпожарна заштита. Има сосема други некои барања кои мора да се задоволат и дополнително на тоа потребно е да се извадат системски сертификати на самата компанија, како што се, ISO 9001 или ISO 14001, кои укажуваат на тоа дека фирмата воспоставила собствен механизам како да функционира и како да ја спроведува таа контрола при своето работење. БИМ АД Свети Николе има два меѓународни сертификати, ISO 9001 и Европски сертификат за ознака на производите. Имено БИМ АД Свети Николе е меѓу првите компании во Македонија кои уште од 1998 година има воведено стандардот ISO 9001 кој го дефинира барањето на системот за управување со квалитет. Тоа е процесен модел која дефинира организираноста на една компанија преку определување на политика за квалитет, дефинирање на одговорниците во организацијата, дефинирање на цели на квалитет, планирање и обезбедување на ресурси, планирање, дефинирање на потреби за обука за персонал, реализирање на барање на клиентот, дефинирање на корективни мерки, мерење, анализа и подобрување на производот. Во имплементацијата на овој стандард активно се вклучени најголем дел од вработените во сите сектори со цел континуирано подобрување на процесите и намалување на трошоците на работењето. Како извозно ориентирана компанија, во 2017 година воведовме ознака, европска усогласеност и сообразност на нашите производи добиена од Европско сертификационо тело. Со ознаката на производите, производителот изјавува дека производите се во согласност со суштинските барања на важичките директиви на Европската Унија. Тоа значи дека нашите производи се произведуваат во согласност со Европската регулатива 305/2011 и можеме да ги пласираме на европскиот пазар. Има продажба, меѓутоа доминантно производството е за нашите потреби како изведуваш. Значи ние имаме производство на производните погони на каменоломи, значи тука произведуваме агрегат за бетон, агрегат за битуменски мешавини и тампонски материјали, и кои што се сертифицирани согласно спецификациите кои што се за важечки за агрегат за бетон 12620, агрегат за битуменски мешавини 13043 и за тампонот 12242. Од друга страна, бетонските базини се сертифицирани согласно препораките на македонскиот стандард МКСЕ на 206 и македонската норма која што дополна за да се исхармонизира стандардот 206 МКСЕ 1016. Имаме фабричка контрола на производните погони со кои што се следи динамиката, дали се задоволуваат спецификациите, дали се задоволени и дали производот кој што е пуштен на пазарот ги задоволува критериумите, и секако асфалтната база исто е сертифицирана. Фабричката контрола на дадената база се спроведува согласно 13108/21, тоа се исто европски норми, и производите кои што ги произведуваме, со тоа се комплетно целиот опсек сертифициран. Кој ги изготвува стандардите? Која е улогата на техничките комитети? Постојат повеќе предизвици што ги имаат техничките комитети. Еден од нив е примената на стандардите.
членовите на техничките комитети гледаат да ги промовираат стандардите повеќе за да се зголеми нивната примена. Како друг предизвик е брзо растечките технологии и менувањето на дел од стандардите, креирањето на стандарди во нови области, како што е информацијското моделирање на градби или BIM технологиите, каде што треба да се следат и брзо да се имплементираат и усвојат овие стандарди. Како трет предизвик исто може да се каже дека е времето кое што треба да го одвојат за да учествуваат во работата на техничките комитети и во создавањето на националните стандарди. Представниците во техничките комитети влегуваат како представници на нивните институции, значи тие се предложени од своите организации да членуваат во техничкиот комитет и тоа го вршат на доброволна основа. Во него има тела технички комитети во кои што се наоѓаат стварно компетентни луѓе. Во еден од таквите сум и јас, во техничкиот комитет 40, кој што се занимава со еврокодови и национални анекси, е името на тој технички комитет. Апсолутно компетентни луѓе кои што знаат и изврсно си ја вршат својата работа, меѓутоа секогаш не е во прашање кредибилитетот или капацитетот на тие луѓе. Значи, они практично, конкретно поврзано со овој комитет, си ги имаат сите своји задачи обврски завршено навремено, едноставно потребно е надлежните министерства, државата, едноставно апаратот на државата да смогне доволно сили и тој проект да го избутка до крај, што се вика, за да од него имаат сите градежници бенефит. Да, и председател на Техничкиот комитет за заштита од пожар на објектите ТК46 во рамките на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија и оттаму сум и упатена дека фактички сите стандарди кои што третираат оваа проблематика и кои што ни се битни се усвоени. Кои се предизвиците со кои се соочуваат градежните компании? На пазарот се соочуваме со тоа е всушност главниот проблем, бидејќи на пазарот се среќаваме со конкурентни компании кои што вградуваат материјали кои што не се сертифицирани или пак во дадени позиции користат материјали кои што не ги исполнуваат критериумите, бидејќи во самите спецификации се дадени точно декларирани класи и категории кои што утврдуваат кој материјал за каква позиција може да се вгради. И понекогаш нашите технички спецификации, бидејќи не се усогласени, се уште за жал постојат стари спецификации кои што се повикуваат на старите стандарди и на старите критериуми, не се надградени со европските стандарди. И сега, токму во тој расчек во кој што се наоѓаме, се случува да даден производ кој што е произведен, да не ги задоволува критериумите според европските норми и за дадени позиции во кои што треба да се имплементира. Кои се предизвиците? Предизвиците еднакви услови, еднакви пазарни услови, законот и правилата да важат за сите. Тоа е нашиот најголем предизвик. Се соочуваме со нелојална конкуренција, се соочуваме со динамични пазарни услови, се соочуваме со секојдневен пораст на барањата на клиентите и барањата од технолошките иновации и развој. Состојбите со нелојалната конкуренција предизвикуваат неравноправен пристап на пазарот. Правилата на игра, примената на законот и обврските треба да важат за сите подеднакво. И тоа за сите тежнееме. Квалитет, цена, рокови. Ние се соочуваме со нелојална конкуренција најголем дел во делот на бетонските префабрикати и галантерија. Вклучуваме проектирање, вклучуваме тековна контрола, вклучуваме сертификација и вклучуваме следливост на производи. Ова значи трошоци, ова значи дополнителни затоци. Кога ќе ги вградиме во крајниот производ, тие влијаат на крајниот производ и не секогаш имаме можност да се убедиме со клиентот и со крајниот купувач од кои причини нашата цена се разликува од некои други цени. Кога станува збор за меѓународни проекти или проекти финансирани од државата, кај што имаме посериозна следливост и применност, како од страна на надзорните органи, од страна на инвеститорите, тогаш помалку се чувствуваат овие проблеми. Но кога имаме на по-ниски нивоа, кај што имаме приватна сопственост и по-ниски нивоа на инвестициони поставености, тогаш
не можеме во успех да се справиме со нелојална конкуренција, односно со пласман на нашите производи и услуги. Не прават тековна контрола, најверојатно не прават тековна контрола, не прават сертифицирање на нивните производи, материјали и готови производи, а со тоа допринесуваат и некој дел на други законски обврски предизвикани со делот на вработените и работењето, а со тоа предизвикуваат пониски цени, разлика во цени кои овозможуваат и полесно да се убедат и ги продаваат производите. Па не би можел во детали да навлезам за компаниите на кои елементи се базира тоа, но ќе потсетам правилата и законот да важат за сите подеднаква. Закон за градежни производи и сообразност на градежни производи да важи за сите подеднакво. Тоа може многу едноставно да го провериме кај една група инвеститори, да земе дали се тоа општини, дали се градови, дали се институции и јавни предпријатија, да провериме вградените производи кои барања ги имаат исполнето. И ќе видиме одма разликата. Градежните инспекцијски служби поактивно да бидат вклучени, да бидат повеќе на теренот присутни и да се вршат својата работа. Не пристрасно, крајно одговорно и посветено. И да делуваат превентивно, да делуваат едукативно, кога има промени на закони и стандарди, да бидат вклучени и да опоменуваат, да не насочуваат. Имплементирањето на стандардите и следењето на оние спецификации во кои што се дефинирани критериумите за кои што даден производ треба да ги исполнува, го поскапува производот, бидејќи бара зголемен ангажман, зачестени контроли и сето тоа влијае на цената. Значи, постои законска норма, постои закон за градење, постои закон за градежни производи. И она што законската норма треба да направи е всушност законите да важат за сите на пазарот. Не сме да се доведеме да постојат привилегирани компании и на сметка на тоа да трпи квалитетот. Дали станува збор за градежни производи, дали станува збор за услуги или позиции кои што се изведуваат, мора да се направат согласно сите спецификации, барањата на спецификациите и стандардите во кои што се точно дефинирани тие критериуми за квалитет и секако да бидат задоволени законските норми. За жал, нашиот пазар е неконкурентен и многу често сме биле сведоци нашата компанија да биде повикана да искоригира и да надгради работи кои што други компании ги направиле, а кои што не биле направени согласно барањата на спецификациите и стандардите. И сме биле на некој начин како крпач на дупки, приморани да мора да ги имплементираме нови материјали, да правиме подобрување на тоа што веќе е направено. Затоа е многу битно во нашата и за домашниот и за меѓународниот пазар да постојат усогласени услови, усогласена средина во која што сите што ќе учествуваат ќе бидат компетентни и стручни за да ја изведат таа работа. Тоа е долготраен процес кој бара постојано, значи заложба од наша страна, соодветна опрема, поставеност, следење на тие стандарди. Процесот на имплементација на нови стандарди е комплексен и долготраен процес, пропратен со полно предизвици од различен аспект. И тоа бара сериозен ангажман од страна на сите чинители на различните процеси во компанијата. Целокупниот процес потребно е соодветно да се документира преку изработка и изготвување на протоколи и друга документација која е во значаен обем. Поред тоа што најголемиот дел од нашите производи, околу 95%, се наоѓаат во систем 2+, подлежиме на почетна контрола на производниот погон и системот на фабричка контрола на производството, како и континуиран надзор, оцена и евалуација на фабричката контрол на производство од страна на надворешно сертификационо тело од земји од Европската унија. Наша задача како производители е да обезбедиме фабричка контрол на производството, да вршиме континуирано испитување на примерок врз основа на програма, да вршиме обележување на производите и да даваме изјава за својства со која што го гарантираме квалитетот на производот. Кога се донесе последниот закон за градежни производи, се укина старите ЮС стандарди и се доведоа нови европски стандарди кои нашето законодавство ги прифати. За дел од производите не постоја европски стандарди и се соочивме со проблем на пласирање на овие производи. Најголемиот предизвик беше да се најде соодветно решение. Во рамките на Институтот за стандардизација, во кој БИМ Свети Николе е членка,
беше формиран технички комитет ТК-43 за изготвување на национални стандарди од нашата област. Процедурата за изготвување на еден национален стандард трае околу 1 година. Една од обврските е во рок од 6 месеци од како ќе биде изготвен европскиот стандард, сите национални тела во Европа да го усвојат како свој национален стандард. Значи тоа се однесува и на нас, и на Германија, и Хрватска, и сите соседни земји, членки на европските тела за стандардизација, ги усвојуваат овие европски стандарди како национални стандарди. Институтот веќе е дел од европското семејство. Значи е предвестник на влегувањето и на земјата. Сите земји што се членки на Европската Унија од подоцна, првен институтите станале членки во европските тела за стандардизација, па после следело членството на државата. Значи Институтот за стандардизација е оценуван на годишно ниво од страна на европските тела за стандардизација, како си ја врши работата, дали е тоа добро, значи стално имаме извештаи кон нив и они нели кон нас, обука на вработените, тие знаења ги пренесуваме до техничките комитети, веб страницата ни е многу транспарентна, значи на нејзе може да се најдат сите стандарди што се во подготовка во моментот во европските тела и во меѓународните тела за стандардизација. И јас мислам дека тие информации до кои што може да стигнат нашите стручни лица се безценети, мислам, доколку имаат интерес, значи државата го овозможува тоа преку институтот. И сега, освен овој тип на стандарди, нели, имаме и меѓународни стандарди, ИСО стандарди. За ИСО стандардите немаме обврска некоја за усвојување, тие ги усвојуваме по иницијатива од заинтересирана страна или доколку комитетот смета дека има потреба од овие меѓународни стандарди, тогаш преку комитетот постапката е иста, се усвојува стандардот, значи се става на јавна расправа и после тоа, ако има забелешки на стандардот, истите се разгледуваат на техничкиот комитет и како последна фаза е усвојување на стандардот и објава негова. Од аспект на стандардите, Институтот за стандардизација ги усвојува дали со индосирање, дали со превод, претежно со индосирање, сите европски стандарди кои што се не само во областа на градежништвото, туку и пошироко. Од областа на градежништвото ги усвојува сите стандарди кои што се и од областа на пожарната заштита. Не е дека ни недостасуваат стандарди, ни недостасува повикување на стандардите, бидејќи стандардот не е обврзувачки, се додека не биде повикан во некој правилник, во закон, значи да се спомне дека одредена процедура треба да биде во согласно со стандард тој и тој. Така да кај нас малку недостасува повикување на стандардите кои што ги имаме веќе усвоено. А за усвоено можам да гарантирам дека 90 и повеќе проценти од европските стандарди од оваа област се усвоени. Нашите производи ги поседуваат националните сертификати поврзани со законот за контрола и квалитет на градежни производи, со и сообразност на градежни производи и материјали, а тоа се од МКСН стандардите. Самиот збор кажува стандардизацијата не обврзува на контрола и следливост на производството од сите негови компоненти, од влезни компоненти, тековно производство и завршни контроли, а со тоа е запазене барањето за обезбедување на крајниот квалитет на производот. Многу допринесува стандардизацијата и следливост на стандардите, тие директно влијаат на квалитетот, а квалитетот е главен чинител на конкурентноста заедно со цената. Се трудиме во целост да следиме барањата на пазарот, а и спрема нив и производите што треба да ги исполнат дадените стандарди и барање на квалитет. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Следењето на овие стандарди значи воспоставување на систем во самата компанија на контрола на секоја фаза од производството и апликацијата на производите. Тоа што се добива како бенефит е намалување на можноста за појава на грешка во било која фаза од производството и апликацијата на тие производи, а со тоа и поголема сигурност и квалитет кон нашите клиенти.
Кога станува збор за нашите производи, значи кои ги произведува компанијата Аденг, повеќе од 2 децении се применуваат специфични европски стандарди. Бидејќи сме извозно ориентирана компанија и дел од нашите производи се пласираат на пазарите во некои европски земји, дури имаме и дел од нашето производство кое се одвива во нашата фабрика во Република Бугарија, мораме да ги следиме и сите производи да ги сертифицираме според тие стандарди. За нас е тоа континуиран процес кој со години веќе го практикуваме. Како пример за тоа може да ја наведеме директивата за градежни производи, која што е имплементирана во Законот за градежни производи кај нас. Зашто е ова многу битно? Значи, со објавување на Законот за градежни производи и неговите измени, во овој закон се содржат и стандарди кои што се дел од директивата. Оваа листа на стандарди Министерството ја објавува во службен весник и тие како такви стануваат задолжителни. Со транспонирање на Законот за градежни производи, Македонија добива пазарна усогласеност и техничка усогласеност во однос на Европската Унија. Безбедноста на градежните производи, слободното движење на стоките и помошта на државата во регулативата за да можат нашите компании да извезуваат надвор е овозможена со усвојувањето на ова регулатива за градежни производи. Квалитетот ги оправдува сите вредности што го вклучуваат во производот. Стандардизацијата има свое влијание во крајниот производ, пред се на деловите за контроли на квалитет и испитувања кои се поврзани со нашите производи, но пазарните услови и доследната примена на законската регулатива не дозволува да има влијание на крајниот производ и неговото продавање, односно пласма на пазарот. Нашите градежни стандарди се препознаени во регионот и пошироко. Тие се исти како во земјите од Европската Унија. Кај нас треба малце повеќе да се осврнеме на употребата на стандардите. Институтот ги усвојува стандардите, но сите чинители треба да се заложат за поголема примена на стандардите во градежништвото, за да имаме поквалитетно живење. Значи, стандардите го кажуваат минимумот на услови што треба да се направи, за да бидеме ние безбедни и да имаме поквалитетно живење. Секако дека компаниите не треба да се стремат само да го задоволат минимумот, они може да направат нешто и повеќе од самиот стандард што кажува. Стандардизацијата е повеќе од административен процес. Таа е огледало на зрелоста на градежниот сектор. И токму затоа потребни се подобра едукација, поголема примена и поефикасна контрола. Стандардите не се опција, тие се обврска и за проектантот, и за производителот, и за изведувачот, и за државата. А довербата во градбата почнува токму од таму, од јасни, прецизни и усогласени правила. Кај нас тој дел институтот не го регулира. Ние ги усвојуваме стандардите, а нивната примена понатаму се должи на сите чинители во градежништвото. Значи, они треба да најдат начин и да сакаат да работат на повисоко ниво, да го зголемат квалитетот и да ги употребуваат стандардите и доколку не се задолжителни. Надлежност имаат регулаторните тела, инспекцијските тела, министерствата се како регулаторни тела. Например, за градежните производи надлежен е пазарниот инспекторат, кој што е по дел во Министерството за економија и труд, а за начинот на градење, што се вели работата на терен, е надлежен инспекторатот, градежниот инспекторат, што е под Министерството за транспорт и врски. Кај нас сметам дека, како да кажам, недоволно се размислува за стандардите и за нивното значење. Постојат различни ситуации во секојдневната практика, од нивно нецелосно или недоволно користење или искористување или следење, до ситуации каде што имаме пристојни конструкции кои што и ги надминуваат тие стандарди во смисла на квалитет, обезбедување на дополнителна сигурност и така натаму. Инспекцијските служби мислам дека имаат кадровски капацитет
треба да има тековна следливост на потребите и барањата. Што недостасува? Па мислам недостасува зачестена примена, пракса и применливост на оно што е пропишано од државата и од стандардите. Примена во праксата и подеднаква важна за сите чинители во стопанството. Тоа е најбитниот фактор што недостасува во моментов. Јас не можам да кажам од моето искуство дека инспекцијски служби има пропусти или нешто не спровеле. Тоа што мислам дека можеби би можело да се подобри е да се зголеми нивото на контрола, дали се применува реално во пракса тоа што е испроектирано и предвидено со проектот. Надзорите на самите објекти би морале да имаат многу по-отворени раце и по-големи можности, значи да вршат контрола на сите фази на процесот на изведба на некој објект. Колку се применуваат, зависи од проектантот. Од оно што го работи елаборатот, зависи дали ќе ги почитува стандардите и не, затоа што ви кажувам дека се уште во многу наши правилници не се повикуваме на сите европски стандарди. А во оваа област, во светот е отидено доста напред, доста истражување има и за однесување на конструкциите во услови на пожар и за другите, не само за пасивните мерки за заштита, изолација и така натаму, туку и за активните мерки за заштита од пожар, спринклер системи, системи за отчадување и така натаму. Значи, постојат и стандарди, постојат правилници во светот кои што ја регулираат оваа област и мислам дека едноставно треба да се потрудиме да ги прилагодиме нашите правилници на европските. Системска контрола. Дирекција за заштита и спасување со својот капацитет колку што го има, сега е обврзана само да ги проверува објектите од А категорија. За објект од Б категорија надзорот потпишува дека објектот е изведен согласно на сите стандарди и согласно на проектната документација која што му била доставена. Дали е тоа навистина така или не, и тоа е прашање понекогаш. Свесни сме дека на многу места има потфрлено. Понатаму, општините треба да ги проверуваат документациите, односно сите елаборати, сите проекти, но дали општините имаат доволно кадар прво, а второ, дали сите тие кадри се обучени за сите овие проблематики, за да можат да проверат дали проектот или елаборатот задоволува. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Градежните компании, производители на градежни материјали, се соочуваат со дополнителни огромни трошоци за сертификација на производите во земјите од регионот кои не се членки во Европската Унија, а со тоа стануваат неконкурентни на регионалниот пазар. Истовремено, за производителите од земјите кои не се од Европската Унија и пласираат градежни производи во Македонија, не се спроведува дополнителна сертификација во Македонија, а со тоа го нарушуваат македонскиот пазар. Како да се заштитат македонските производители на градежни материјали и кои се решенијата? За жал немаме акредитирани лаборатории кои што ќе го направат тоа. Не можеме да прифатиме сертификати од лабораторија на соседна земја, да речеме, ако таа лабораторија нема европски сертификат. Бидејќи е многу битна процедурата како е спроведена при тестирањето. Затоа постојат стандарди кои што ја пропишуваат целата процедура на зимање на примерок. Како тој примерок ќе се изложи на висока температура, кога ќе се мери, како ќе се мери. Значи, сето тоа мора да биде строго дефиниран протокол. И мораме да бидеме сигурни дека таа лабораторија, кај што тоа го направила, го запазила протоколот согласно тој и тој стандард. Ние, за да го прифатиме како наш производ, мораме да го сертифицираме. Аденк има собствена лабораторија која е акредитирана да ги врши сите испитувања по сите методи кои се врзани со нашите производи. И тоа е услов за нашите производи да можеме
за нив да имаме CE сертификат да добиеме. И тој сертификат се разбира ние го имаме за најголем дел од нашите производи. Кога станува збор за извозот во некои земји од опкружувањето, кои не се дел од Европската Унија, има правило дека CE сертификатите, европските сертификати кои ги имаме, мора да се нострифицираат или во некои случаи дури производите повторно да се сертифицираат по истите методи, но во некој институт во таа држава. Наспроти тоа, во Македонија нема таква обврска. Сите производи се прифаќаат директно, значи без да има некаква проверка на квалитетот, освен на документацијата. И ние не мора да правиме дополнителна сертификација во Австрија или во некоја земја од Европската Унија, бидејќи веќе еднаш ги имаме извадено тие CE сертификати. Али, например, во Србија или во Босна, за секој наш производ кој се извезува мора да биде дополнително испитан и сертифициран во некој од нивните институти, што значи зголемени трошоци се разбира за компанијата, додека во Македонија кога се увезуваат производи кои имаат CE сертификат, немат таква обврска. Тоа што би можела Македонија да го направи, ако веќе не може да влијае на тие земји да ги прифатат нашите сертификати без дополнителна нострификација или некое дополнително испитување, е да воведе некаков реципроцитет. Тие производители од странство кои увезуваат во Македонија да мора во најмала рака нивните сертификати да ги нострифицираат или во зависност од типот на производите да се направи испитување на производите во некој од нашите институти. Во право сте со оваа констатација. Нашата компанија во моментов извезува специфичен производ, тоа се армирано-бетонски префабрикувани бандери за Република Бугарија. Ги исполнени сите барања на клиентот кои беа поставени до нас. Одговор на вашето прашање треба да се решава на државно ниво и на ниво на комори да бидат уедначени во двата правци барањата. Се соочуваме со различни барања кои имаат и индивидуална поединечна примена и толкување на одредени правила и барања. Државата мора да застане за нас, да се расчисти теренот на овој план за да се овозможи на нашите производители пред се на градежни материјали и компоненти да настапуваат на поширокиот пазар. Се нарушува ценовно пазарот, со тоа со самото попречување на домашниот производ да го пласираш во странство или негова успешна презентација се создаваат услови за прием на странски производи на нашиот пазар. И со тоа се ремети конкуренцијата и цените. Но тргнувајќи од фактот дека Македонија е многу мал и ограничен простор, економски простор, ова мора да го надминеме и да создадеме услови за несметано и по-безболно пласирање на нашите производи во странство, поготово во блиската околина и поранешни југословенски републики. И има иницијатива и на ниво на Стопанска комора и на ниво на министерства и неодамна на состанокот во комора со министрот и со премиерот беа соопштени токму овие прашања. Предлог решение е изедначување на барањата на стандардите и нивната унификација. Едно што наметнуваат европските регулативи, а друго нешто до уфрлување од страна на земјите увозници на дадените производи и услуги. Не оди толку брзо како што ние очекуваме, но упорноста и доследноста мора да го дадат резултатот. Секако дека процесот на сертификација влијае на цената на чинење, со оглед на фактот дека имаме преку 280 производи категоризирани во неколку видови на групи и трошоците за сертификација се значителни. За да се спроведе самата сертификација потребно е многу време, ноу-хау, средства и човечки ресурси. Државата преку надлежните институции потребно е да најде механизм за признавање на документите кои ги издаваме при продажба на производите кои ги извезуваме на дел од пазарите на поранешна Југославија, а кои земји не се членки на Европската Унија. Често во пракса се соочуваме со проблем да треба повторно да ги испитуваме нашите производи во нивните институции и за тоа да имаме дополнителни трошоци. На овој начин нашите производи на нивните пазари се неконкурентни. Од друга страна пак документите на производителите на градежни материјали од тие земји се признаваат кај нас. Не знам точно надлежноста каде лежи, веројатно Министерството за економија. Вака изненадивте со прашањето на прва, меѓутоа да, познат ми е проблемот. Сертифицирањето е клучниот момент за квалитет на градежните производи.
И ги спомнавте само оние компании кои што се успешни многу веројатно и извезуваат од нашата земја, меѓутоа уште повеќе има компании кои увезуваат во нашата земја. И ние пред се треба да се грижиме за квалитетот на градежните производи што влегува во нашата земја и се вградува во нашите објекти. Затоа се потребни тие сертификациони тела. Знам дека постои закон за градежни производи така натаму, кој што беше учествував и во еден дел од неговата подготовка, кој што практично беше пресликан од Construction Product Directive, како се вика во Европската Унија, и мислам дека не ги постигна своите резултати. Знам и сертификационите тела, мислам дека се 4, колку што ми е мене познато во нашата земја. Не е проблемот во квалитетот на тие организации, колку е што е во контролата и во како да ви кажам, санкционирањето на оние кои што не ги почитуваат тие правила. Че ние некогаш имаме добри законски решенија, како што еве овој пример ви кажав дека е практично пресликана таа директива директно транспонирана во нашиот закон. Меѓутоа, поради тоа што немаме механизми како да ги контролираме тие процеси и санкционираме лошите појави, оставаме да имаме несоодветно применување на тие законски решенија, а со тоа секој понатаму се чувствува малце полесно да не ги почитува тие законски решенија. Така да сметам дека треба ригорозна контрола, инспекција, значи инспекцијските тела, градежните инспектори, општински и државни, значи ние имаме органи и општински и државни кои што имаат обврски задача, за тоа се платени, да ги проверуваат тие работи, тие сертификати, да не го толку тоа комплицираме, значи имате објект во центарот на градот, имаме општина центар, надлежност, инспекцијско тело, градежен инспектор треба да секојдневно да ги поминува објектите и да ја следи градбата, да ги проверува документите и документацијата, а и да ја проверува градбата директно во реализацијата, да речем, во елементите како се гради и како се реализира и дали е во согласност со она што е пропишано во законите и стандардите. Стандардизацијата во градежништвото има потенцијал, но и простор за подобрување. Потребна е подобра комуникација со индустријата, едноставен пристап до стандардите, како и редовни обуки и информативни кампањи. Стандардите треба да станат секојдневие, не само за големите фирми, туку и за малите изведувачи, техничарите и студентите. Зашто само информирано градежништво е сигурно градежништво, а сигурноста е темелот на секоја успешна градба.